веќе има проценка дека околу 30.000 луѓе во Македонија имаат некој вид на криптовалути, нешто чуваат. Така вели Дарко Симуновски, макроекономски аналитичар и познавач на состојбите со криптопазарот. Укажува дека тргувањето со криптовалутите се уште е сива зона во македонското општество. Кај нас не е ниту легално, ниту нелегално. Затоа што, како што кажав, нема концизни и јасни регулации. Кога би се случило едно такво нешто, ние можеме да донесеме голем прилив на странски инвестиции во овој сектор, затоа што се уште ние сме во светска адаптација на крипто индустријата, така да се надевам дека тоа што поскоро би се случило и ќе донесеме многу инвестиции и отварање секако на многу работни места и прилив од даноци во буџетот на Македонија. Симуновски е автор на книгата Фундаменти на криптоиндустријата. Во неа го нагласува биткоинот како најстабилна криптовалута. Биткоин е дигитално злато. За разлика од другите криптовалути, функционира на некој начин како берзите. За тие криптовалути што имаат одреден проект, затоа што голем дел од криптовалутите, можеби 80% од сите тие токени што постојат илјадници во пазарите, се базира на чисто на шпекулација. А кај биткоин е сосема различно. Тоа е дигитално злато, тотално децентрализиран, нема ентитет што може да го контролира и тука е убавината во биткоин. Според нашиот соговорник, една од причините за повторното растење на цената на биткоинот, што се случува после изборите во САД, е очекувањето дека таа криптовалута ќе стане дел од националните резерви на Соединетите држави. Моите очекувања за 2025, доколку америчката влада не го земе биткоин како национални резерви, тогаш би било некаде околу $140,000 минимум. Но ако америчката влада одлучи да оди со национални резерви за биткоин, верувам дека тоа и други влади ќе го следат, тие што се попаметни и што побрзо сакаат да реагираат на овие трендови. Сметам дека тоа може да го вивне биткоин, дури што јас како биткоин, да речам, оптимист, мислам дека може и моите очекувања да ги премине и да видиме некој навистина нови луди рекорди од над 300 или 400.000. Советот и до македонската влада е исто така да се фати чекор со случувањата на криптопазарот. Уште пред 2 години повикував Македонија да го прифати криптото и исто така да го стави биткоин како национални резерви. Ако тогаш ние го направивме, ако властите ме послушаа тогаш, Македонија сега ќе имаше некаде скоро 500% профит на тие инвестиции што би ги направиле пред 2,5 години. И се надевам дека тоа понабрзина ќе се случи, затоа што не сакам Македонија да заостанува како што заостанува во други работи, во технологиите, не сакам и во ова многу назад да бидеме на крајот од сите тие случувања. За граѓаните пак, советот е да внимаваат доколку се решат да вложат средства. Не сите криптопари се за почетници. Секоја инвестиција, да, има ризик. И луѓето треба да знаат дека можат да го сносат тој ризик за да влезат во криптовалутите. И како што кажав, тоа зависи од тимот што стои за тој проект. И исто така кога тие што ги спомнав, преку 80% токени криптовалути се доста ризични, се базира на шпекулација, тие се популарно меме токените, и некои така централизирани проекти што зависат од корпорации како XRP. Затоа јас го кажувам биткоин како сигурна опција тука во криптосветот за почетниците. А за тие што веќе навлегле, изучуваат криптоиндустријата, можат и да пробаат со другите криптовалути, али сепак јас би сугерирал да речеме топ 25, топ 25 криптовалути би биле посигурни за почетниците, но секако биткоин пред се. Господин Симуновски, јас ви благодарам. Ви благодарам многу. Поздрав до сите гледачи.